Благодарам, председателе, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес на дневен ред ја имаме предлог одлуката за одобрување на продолжувањето на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на Република Македонија заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарот на електрична енергија, која треба да се донесе од 1 октомври оваа година и да важи до 30 април наредната 2023 година. На самиот почеток од моето излагање, во врска со оваа предлог одлука, ќе се осврнам на прашањата кои најмногу ме мачат, како мене, така и македонската јавност. Најпрвин ме мачи фактот што Ковачевски уште од месец мај знаел дека ќе има енергетска криза, односно имал цело лето за да набави енергенти, но не го направил тоа и Македонија ја оставил, народски кажано, на цедило. Значи, додека другите земји договараа ефтини цени за купување на струја, додека цела Европа работеше за да дојде до поевтина струја или суровина, кај нас имавме буквално само најави за поскапување на струјата. Второто прашање кое ме мачи, не второ по важност и по тежина, туку само по наведување, е дали, почитуван министре, сте свесни и дали воопшто сте разговарале, размислувале и имате план што ќе се случи со огромен број хотели кои токму заради вашето непревземање ништо ќе затворат пред грејната сезона и што имате план да превземете во врска со тоа. Енормните сметки за струја значат клучна врата и отпуштање на вработените, затоа што и покрај штедењето сметките се 10-кратно зголемени. Хотелите на Охридско-Струшката ривиера добија за 500% повисоки сметки за струја во споредба со претходната година. Значи, не го кажувам ова од памет, туку сум разговарала со дел од нив и замислете, собственик на хотел прави една споредба на фактурата за струја за месец ноември и месец декември. Во месец ноември фактурата за струја што ја добил изнесувала 75.000 денари, а за месец декември добива фактура со износ од 530.000 денари. Кажете ми како да биде ликвиден овој собственик, кога секое покачување на цените повлекува други последици. Знам, јасно ми е дека хотелите се снабдуваат со струја на отворениот пазар, но исто така знам и дека нема да преживеат без брза реакција и државна помош. Сето тоа на крај ќе резултира со губење на дестинациите. Таман под закреп на туризмот, со подсмирувањето на пандемијата, и кога велам под закрепна, не мислам сам по себе под закрепна, а не како резултат на некои посебни владини заложби, сега доживува уште еден удар и кревкиот македонски туризам повторно се наоѓа пред предизвикот како да си ги зачува вработените. Само да ве потсетам дека кога станува збор за човечки ресурси во хотелско-угостителскиот сектор и воопшто во туризмот, летото го поминавме така што деца ни беа гости, деца ги служеа. И тоа, оние малку деца кои не ни заминаа во Хрватска или надвор од Македонија. Свестете се и знајте дека потребна е итна помош од државата за да се задржат вработените. Тоа е обврска на државата да си изнајде начин за ублажување на последиците и зачувување на работните места во туризмот и воопшто во стопанството. И апелирам и ве молам ова да си го ставите како приоритет. Никако
ама баш никако не смеевте во период кога половина милион наши сограѓани живеат на праг на сиромаштијата, да се луксузирате и да се рашетувате цела влада на вински фестивал. Крајно време е од развојот на туризмот да го препознавате само пулсот на парите. И крајно време е туризмот да престанете да го злоупотребувате само како изговор за разноразни рашетувања низ светот. Затоа, заради ваквото ваше однесување, проблемите во туризмот се трупаат, а не се решаваат. 400.000 евра потрошивте за 4 дена. Среде криза, 100.000 евра дневно зедовте од граѓаните за реклами на кои воопшто и ја нема Македонија. Дали потрошените 400.000 евра значат и откуп на грозјето и подобрување на состојбите во лозаро-преработувачкиот сектор? Не значат. Живо сум заинтересирана колку важни, како што кажавте во интервјуата, договори и колку важни меморандуми потпишавте на таа екскурзија. Дали потрошените 400.000 евра значат помош за македонскиот туризам? Дали со потрошените 100.000 евра на ден ќе им се намалат износите на сметките на фактурите за струја на хотелиерите? Не. Туризмот, почитувани наши министри, нема да го спаси одењето наместо по скали со лифт на Бислимовски. И кога сме кај рашетувањата, владината свита се прошета и до Србија, Бугарија, Грција, па има најави и за прошетки до Турција, ако веќе не се заминати, па еве, стигнавме на крајот на септември, грејната сезона ќе стартува за непол месец, па се чудам како мислите, не во 5 до 12, туку во 12 и 5 да набавите газ во овој период и дали воопшто имате средства. Договорот за снабдување со Бугарија, со струја од Бугарија, во количина од околу 5 гигавати дневно, по цена која калкулира во јавноста од 400 евра по мегават час, ќе ја чини Македонија, односно македонските фирми, 2 милиони евра секој ден. Оваа струја, доколку се произведеше во Македонија, доколку работеше рек Битола и Осломеј со полн капацитет, ќе чинеше не повеќе од 60 евра по мегават час, а во ТЕЦ Неготино не повеќе од 170 евра по мегават час. Односно, струјата која што Македонија ќе ја купува од Бугарија е за од 3 до 6 пати повисока цена. За период од 180 дена, колку што ќе трае договорот за увоз, кон Бугарија ќе бидат исплатени над 360 милиони евра. Струјата од 200 мегавати на час е струја која може да се обезбеди од третиот блок во рек Битола, секако доколку власта обезбедеше јаглен и го способеше истиот. Тогаш, наместо 2 милиони евра дневно за струја, ќе се трошија не повеќе од 350.000 евра. А за целиот период, наместо 360 милиони евра, македонските фирми за струја ќе потрошија не повеќе од 60 милиони евра. Истата струја од Бугарија можеше да се субституира со вклучување на втората турбина во ТЕЦ Неготино, доколку се обезбедеше за неа навремено мазут, со што ќе се добиеја 110 мегавати, а за дополнителните 90 мегавати ќе можеше да се надоместат од ТЕТО. Доколку, секако, пак ќе речам, исто така, навреме се снабдеше државата со газ по нормална цена. Во овој случај,
Доколку бизнисот се снабдуваше со овие 200 мегавати на час, наместо од Бугарија, од ТЕЦ Неготино и ТЕТО, струјата ќе го чинеше бизнисот 1 милион евра дневно, наместо 2 милиони евра, како што е најавата за сега. Фирмите немаше да плаќаат скапа струја, доколку претходно владата не се трудеше да става провизии на увозот на јаглен и мазут и доколку навремено се снабдеше. Струјата ќе беше поевтина и доколку владата навремено преговараше за закуп на дел од производството, како што сега го прави Бугарија во истата или во некоја друга држава, но тоа да го направеше пред половина година, а не како сега во 12:05. И ако се вакви плановите на Ковачевски за справување со енергетската криза, тогаш аман немојте да правите повеќе планови, затоа што заради вашите планови илјадници фирми се пред затварање. Што значи грижата на власт? Имаме кобајаги транспарентни набавки на јаглен со сокриени договори. Заради криминалот на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ имаме компании и фирми кои плаќаат двојно повисока цена на електричната енергија и се приморани да ги затвараат капацитетите и да отпуштаат вработени. Заради неодржувањето на постојките, не дај Боже да се случи дефект во рек Битола, велам не дај Боже, затоа што тоа ќе значи крах. Елем работи со загуби. Зимата ја крпиме ден за ден, затоа што продавате ефтина струја на избрани трговци, кои потоа ја препродаваат скапо и печалат милиони на грбот на државата и граѓаните. За жал, тоа е нашата реалност. Ако владата не крадеше, ќе имаше поевтино производство на струја, а за да се помине зимата, ЕСМ треба да го зголеми производството. Но факт е дека Елем работи со загуба, затоа што има најниско, рекордно најниско производство на електрична енергија и сето тоа само заради погрешните политики на владата. Не е точно тоа дека загубите се како резултат на продажбата на струја на Евана под производната цена. Сите знаеме дека производната цена многу зависи и од тоа колку сте произвеле, а се произведува историски најмалку, а истовремено фиксните трошоци се огромни. Елем има над 5 милиони евра месечен расход само за плати. И тој приход мора од некаде да се обезбеди. Но, наместо фокус да ви биде зголемување на производството, вие со првото доаѓање на власт ја намаливте откривката на јаглен, го намаливте концептот на термоцентрали и затоа имаме проблеми и енергетската криза веќе станува и економска криза. Пред некое време чувме дека владата енергетската криза ќе ја решавала преку комисија. Вие, почитуван министре, им порачавте на граѓаните да не се грижат, електрична и топлинска енергија ќе имало доволно во текот на целата зима. Ама нешто изумивте. Изумивте да им кажете колку ќе ги чини електричната енергија и изумивте да им дадете паметна идеја како да ја платат. Бидејќи со новите покачувања на струјата, народот треба да преживее со 150 денари на ден. Откако дезертерот ни е премиер, цената на струјата е покачена 2 пати, при што последните покачувања се во диапазон од 18% па до повеќе од 100%.
а сметките за струја на фирмите само во месец август се и до 4 пати повисоки. И додека дуото Ковачевски печали, владата си се шета по саеми, во 2022 година за само 8 месеци од Централниот регистар се збришани над 6000 правни субјекти, токму заради енормно високите цени на електричната енергија, министре, а не како што премалку кажавте, дека тоа било, Боже мили, природен процес. Недомакинското работење, криминалот и незнаењето се главните причини зошто граѓаните плаќаат за повеќе од 50%, а компаниите за 400% поскапа струја. Ама еве и овие 50% слушнавме пред малку дека биле спин. Страшна работа. За жал, македонските фирми плаќаат најскапа струја во регионот, нешто што е последица пред се на криминалот и неспособноста на владата, која не знае како да произведе повеќе домашна струја по пристојни цени, и велам пристојни затоа што за ефтини цени е предоцна. Во оваа држава, со оваа власт, единствено што се прави навремено е крадењето. Официјалните податоци на Евростат за 2021 година говорат за фактот дека македонските фирми плаќале, за 98% поскапа струја од косовските фирми. 82% поскапа струја во споредба со фирмите во Црнагора. За 70% во однос на фирмите во Босна. За 66% во однос на фирмите во Турција. За 38% поскапа струја од бизнисмените во Србија. За 18,5% повеќе во однос на словенечките фирми и за 12% повеќе во однос на хрватските фирми. Ова е тоа што македонските фирми ги прави неконкурентни, ова е тоа што доведува до нивно згаснување и ова е тоа што нашите граѓани ги остава без екзистенција и ова е резултат на негрижата на власта, а не природен процес. Во вакви катастрофални околности мора да има консензус помеѓу власта и опозицијата, јавноста и експертите, за да се најде модел за помош на компаниите. Со години наназад, ВМРО-ДПМН предупредува и потенцира дека со повисоката цена на струјата, приватна компанија ќе се збогатува, а народот ќе осиромашува. Алармиравме и за високата маржа на универзалниот снабдувач. Протестиравме, апелиравме да не склучувате тендери во 4 очи, но што превзедовте во врска со тоа? Прво, крадевте од тендери, потоа крадевте струја од соседните држави. Денес што правите? Пред некој ден во Скопје осамнаа некои чудни, очигледно однапред нарачани билборди. Денес веќе по телевизиите вртат реклами и ќе ве прашам, со чии пари? Во среде економска, енергетска и не знам веќе каква криза. Со чии пари? Колку сиромашни семејства ќе нахраневте со тие пари? Колку млеко ќе купевте? Колку киловат струја ќе обезбедевте? Замислете, дојдовте на власт со ветување дека нема веќе да се трошеле пари за реклами. Ама
ако велат, таму каде што Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ветуваат, појдете си со малечка торба. 2,5 милиарди евра се потребни за Македонија да преживее во случај да успее да набави јаглен и струја. Значи, во случај да успее да набави јаглен и струја. Каде ќе ги најдеме тие пари? Ковачевски ќе ги извади? Ахмети ќе ги даде? Не, почитувани. Повторно ќе се задолжиме. Повторно ќе ни бидат потребни државни гаранции, разни обврзници и повторно граѓаните ќе ја платат неспособноста и криминалната матрица на власта. Мора да се зафатите со работа. Мора да му овозможите на бизнисот и стопанството да преживеат во овие тешки времиња и да обезбедат екзистенција за своите вработени. Едноставно е. Многу е едноставно. Треба само конечно да почнете да работите и конечно да произведувате струја која ќе биде конкурентна за стопанството и струја која што ќе биде ефтина за граѓаните, бидејќи Македонија дефинитивно е најсиромашната држава во Европа. Зошто дојдовме до ова дередже? Да ја продолжуваме кризната состојба во енергетскиот сектор. Затоа што наместо мерки за справување со кризата, вишоците на енергија Елем ги продава на слободниот пазар. Наместо по пазарна цена, по пониски цени и преку тоа профит остварува некој снабдувач или некоја фирма. И сега владата со прогласувањето на сегашната кризна состојба во енергетиката ќе си се амнестира од одговорност и ќе си ја замаскира истовремено неспособноста да ги произведе потребните количини на електрична енергија. Наместо план, поддршка и стратегија за помош на стопанството, нудите нова енергетска кризна состојба, за да им дадете можност на вашите фирми, отворени преку ноќ, да си набават јаглен, мазут и струја. Ако веќе повторно прогласуваме енергетска кризна состојба, мора да ги видиме ефектите од претходната, да провериме каде и како се потрошиле парите од претходната кризна состојба, како и каде да се потрошат најпаметно, најправилно парите за новата кризна состојба. И немојте, ве молам, да ни кажувате како секаде е енергетска криза, затоа што, како што кажав и на почетокот, владите на другите држави веќе имаат јасни политики и нудат решенија за граѓаните и за бизнисите, додека нашата влада служи за подсмев во Европа и пример како не треба да се работи. Ги окупиравте институциите, ја намаливте ликвидноста на стопанството преку секојдневни заеми од банки, со што го финансирате грабежот под изговор за енергетска кризна состојба. Наместо да ги поддржите банките, да можат да го финансираат бизнисот со меки кредитни линии, вие и тие малку слободни средства на банките ги заробивте за да го финансирате грабежот во рек Битола со ископот, јагленот и мазутот. За последиците од енергетската криза по граѓаните, компаниите и туризмот веќе говорев, но би сакала накратко да се осврнам и на еден друг, исто така значаен сегмент. Освен што ја доведовте државата пред енергетски колапс, истовремено го загадувате и воздухот и го загрозувате здравјето на граѓаните. Сериозни се проблемите со филтрите на блоковите кои се запоставени во одржувањето.
Тоа доведува до енормно загадување, на кое исто така лично ми се пожалија бројни граѓани во текот на месец август, кои потенцираа дека се гледа густ жолтокафеав чад, што значи дека наместо јаглен се согорува мешавина од земја и јаглен. И за ваквиот екоцид јас се надевам и очекувам дека еден ден некој ќе мора да одговара. Затоа, почитувани колеги, почитуван министре, баравме да се формира анкетна комисија, на која би се разгледале целокупните состојби во енергетскиот сектор, би се донеле одредени заклучоци кои би ни биле патоказ за мерките и активностите кои треба да се превземаат во иднина. Јавноста треба да знае што е превземено, што не е превземено за спречување на енергетската криза, затоа што сметката за несериозниот однос на нашата власт, која не превзема антикризни мерки, повторно ќе ја платат граѓаните, а наша обврска, како пратеници овде, е да се грижиме за нивните интереси и да им обезбедуваме подобри услови за живот. Ве молам, значи, заборавете ги тендерите во 4 очи и зафатете се со работа. Доста ни од инстант фирми, денес отворени, утре добиваат мултимилионски договори за превоз на јаглен, за снабдување со мазут, за ископи во рек Битола. Како што кажав, ќе ни требаат 2 до 2,5 милиарди евра за да излеземе од оваа ситуација, да ја завршиме оваа и да преминеме на следната година. Енергетската криза веќе се трансформира во економска и во финансиска криза. Струја ќе може да купиме, но по која цена? Затоа велам, зафатете се со барање решенија. Затоа што колку повеќе чекаме, толку поскапо ќе ја плаќаме струјата. Компаниите кои се на слободниот пазар на електрична енергија се жалат дека со овие цени нема да преживеат и најавуваат клуч на врата. Денес треба да работиме за година, за следната есен и зима, бидејќи сите знаеме дека работите во енергетиката не се случуваат преку ноќ. Потребно е време, а вие и времето го трошите за шетање. Го оставивте туризмот, веќе кажав и сум кажала многу пати, сега веќе го оставате и стопанството настрана. Во стопанството работат 680.000 македонски граѓани и ако тоа стопанство кое го полни буџетот не е живо, ќе нема пари ни за државата. Затоа мора да се фокусирате на помошта на стопанството. Презадолжени сме, а ни требаат нови пари за излез од кризата. Дефицитот во буџетот е близу 350 милиони евра, се најавува ново задолжување, а до година, ЕВКФ година, та некој месец, ни стигнува еврообврзницата од 450 милиони евра, што значи дека во моментов, во овој момент, ни требаат 800 милиони евра, а за некако да ја менаџираме оваа криза во моментов и за следната година, ни се потребни 2 до 2,5 милиарди евра. Фени не работи од 1 јули. Бучим не работи од 1 септември и уште неколку поголеми извозници најавуваат запирање на производните капацитети. Тоа ќе се одрази на бруто домашниот производ во 3-тиот и 4-тиот квартал. А кога тоа ќе се случи, секако ќе порасне и долгот. Штом порасне долгот, ќе падне кредитниот рейтинг. А кога ќе падне кредитниот рейтинг, парите ќе станат поскапи и веќе ќе нема инвеститор кој што ќе ни позајмува пари. Тоа е таа ваша спирала. Енергетските постојки работат со половичен капацитет,
Затоа што, за да работат со полна пареја, потребни се суровини кои не се обезбедени на време, зошто? Заради криминалот на власта. Рек Битола и Осломеј работат со половичен капацитет и затоа што на депониите на овие два комбината нема доволно јаглен, а и тој што го има и го плаќаме како скап увоз е со слаба калорична вредност. Доколку овие два енергетски капацитети се ставеа во полн погон, цената на струјата за домакинствата немаше да се покачи во јули, а за покачување во јануари немаше ни да се разговара. ТЕЦ Неготино работи со една турбина наместо со две, затоа што не се изврши навремена набавка на мазут. Доколку оваа централа работеше со целиот свој капацитет, односно со уште 100 до 110 мегавати моќност на сегашните 90, ќе се обезбедеа дополнителни количини струја за фирмите, струја која немаше да биде поскапа од 200 евра за мегават час и за разлика од сегашните до 800 евра, ќе беше и за 4 пати пониска. Вака менаџираните енергетски капацитети со дополнително домаќинско работење со хидроакумулациите ќе обезбедеа доволно струја за домакинствата и немаше да има потреба од покачување на цената, но и ефтината струја за фирмите ќе беше реалност. Доколку власта наместо да договара тендери за транспорт на јаглен и мазут, почнеше реално да работи, почнеше да снабдува државата со овие суровини, без да мисли најмногу на тоа кој ќе ги земе процентите, во голема мера ќе се избегнеше и инфлацијата, која не е психолошка состојба, како што кажавте, туку е резултат на високите цени на струјата. Негрижата и криминалот ја донесоа државата во ситуација на неизвестност. Илјадници фирми се загрозени и 500.000 наши сограѓани живеат со по 150 денари на ден и се пред целосна сиромаштија. Повеќе од очигледно е дека оваа влада нема капацитет да се справи со кризата, а во исто време поважен е профитот од доброто на државата. 500.000 наши сограѓани кои живеат со по 150 денари на ден, сега треба да мислат како да ги платат сметките за струја, а илјадници фирми треба да стравуваат дека можеби ќе бидат нерентабилни како резултат на високите цени на струјата. Но, наместо да работите цела година за да го превенирате недостатокот и високите цени, вие се посветивте на превозот на јаглен и мазут, кој да ги трансформира или која фирма блиска до вас да го набавува. Првиот вице-премиер ни кажа дека требало да штедиме. Еурека. Сакале нејкеле штедиме од истиот момент кога безмалку срцев удар не добивме од износите на сметките за струја. Граѓаните треба да ви поднесат тужби за претрпен стрес од моментот кога ги догледаа страшните сметки за струја. Јака им душа, јака им душа. Крајен заклучок е дека Македонија ближи кон енергетски колапс и банкрот. Владата нема план за справување, ако компаниите продолжат да плаќаат олку скапа струја, ќе затворат и ќе нема кој да дава плати. Македонија не произведува доволно електрична енергија колку што може да произведе. И тоа е факт од кој нема бегање.
доколку Македонија произведува електрична енергија колку што има капацитет, тогаш оваа економска криза ќе е далеку помала од ова што е сега. Само за слика да имаат граѓаните, вкупната потрошувачка на електрична енергија во Македонија и на домакинствата и на стопанството е 7.500 гигават часови. Македонија со сите капацитети кои ги има, пред се мислам на рек Битола, рек Осломеј, хидроелектраните, соларните постројки, обновливите извори, може да произведе 6,5 илјади гигават часови. Во моментов Македонија произведува некаде околу 3,5 илјади. Што значи? Од она што може Македонија да произведува 40% помалку. Тоа мора да се увезува. Во моментов цените на европските берзи се екстремно високи, одат до 600 и 700 евра по мегават час, а веројатно ќе одат и до 1000 евра, што го става стопанството во една крајно критична фаза. Тука не можам да ја разберам логиката на владата кога рече дека за граѓаните ќе има субвенционирана цена на електричната енергија, иако е тоа прашање што е субвенционирана, имајќи предвид, значи што е тоа субвенционирана, имајќи во предвид дека е за 50%, односно за половина поскапа од минатата година. А додека компаниите ќе ги остават на слободниот пазар, кога истите граѓани кои што ја користат оваа електрична енергија, која беше за 50% поскапа од лани, треба да одат на работа, да сработат за да земаат плата и да ги платат сметките. Доколку компаниите во кои што работат плаќаат за 500, 600 или 700% повисока електрична енергија од минатата година, нормално е дека тие ќе затворат. Ќе стават клуч на врата, ќе нема кој да дава плата, ако нема начин како да ги платат сметките. Така, Македонија ближи кон енергетски колапс и за жал кон банкрот. За жал, оваа криза ќе е подолга од една зима, бидејќи не гледаме план за оваа зима и не гледаме дека нешто се случува, дека се спремате за следната година. Клучното прашање е дали Македонија ќе успее финансиски да се одржи, односно да не се доведе државата до банкрот. Во моментот, проектираната дупка во буџетот, според последниот ребаланс, е над 900 милиони евра. 3 години со ред, значи и пред оваа енергетска криза, владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ носи буџети кои што имаат дефицит надвор од она што е рамка на Европската Унија. А рамката на Европската Унија е 3% од бруто домашниот производ. И тоа е рамка што секогаш претходно се почитувала, но во овие 3 години задолжувањата се далеку повисоки. 900 и нешто милиони евра задолжување, значи некаде 8% од бруто домашниот производ. А тоа значи дека владата не може да најде извори на финансирање со кои ќе го покрива буџетскиот дефицит. Пак ќе апелирам да се разбудите и да сватите дека сме на праг на најголемата економска криза. Цената на струјата е повисока од било кога,
цената на пелетите е повисока од било кога, цената на дрвата е повисока од било кога. Луѓето се жалат дека не можат да купат дрва, не можат да платат сметки за струја и едвај обезбедуваат леп за своите семејства. Откако сте на власт, државното производство на струја е намалено и за 3 терават часа. Тоа е струја која наместо да се снабдува од домашни извори, се увезува. Скапата струја која ја увезувате, а ја плаќаат граѓаните и бизнисот, влијае на нивните сметки со 50% покачување кај домакинствата и 400% покачување за фирмите. Само во првото полугодие од оваа година, за набавка на јаглен и струја, Македонија потрошила 1 милијарда и 90 милиони евра. Македонскиот бизнис плаќа двојно поскапа струја од Косово. Косово ја плаќа струјата по 73, а Македонија по 144,5 евра. За да набавите струја која ја нема, трошиме пари кои ги нема. Што имаме? Имаме само договорени провизии за власта. Па како да ни биде конкурентен бизнисот? Кога сите земји произведуваат онолку енергија колку што трошат, а ние за само 6 месеци трошиме 1 милијарда и 90 милиони. И при тоа немаме информации за јаглен. Немаме информација на кој ниво се хидроакумулациите. Немаме информација зошто се уште се продаваат ноќните вишоци. Затоа баравме анкетна комисија. Но со вас такво нешто, односно со вас отчетност и транспарентност е навистина невозможна мисија. Еве, утре пред влада ќе ви излезат од УКИМ да ви кажат какви плати давате, бидејќи нели се фалите со платите. Еве, утре. И ќе ви кажат, мислам, од она што го прочитав, кажуваат дека барале дебата со вас, меѓутоа слух се нема. Ние овде говориме со факти. Вашите бајки што ги слушаме деновиве, да се ги кажувате на членството по штабовите. Добро би било да им кажете на македонските граѓани дека нема потреба, например, од продолжување на рокот за кризна состојба. Ако е вака како што велите, зошто ја продолжуваме кризната состојба? Пак ќе ви кажам, затоа што трошиме пари што ги немаме. Затоа избегнувате формирање анкетна комисија. Затоа што се движиме кон банкрот, а план нема. Осиромашени граѓани, банкротирани фирми. Тоа е планот за живот на Социјалдемократскиот сојуз. Овдека, само во едно, во теков на изминативе денови, сме согласни дека ни предстои најтешка зима. Ке има, ама штедете. Ке има, ама ја продолжуваме кризата. Задоцнивте со енергетскиот план. И ќе ви кажам и зошто. Затоа што секоја втора фирма која учествува во тендерите вели дека има корупција. Законот за јавни набавки го иззема ЕСМ од обврската јавно да ги објавува огласите и од избраните компании, меѓутоа ЕСМ истовремено е и имател на информации од јавен карактер и како таков подлежи на законот за пристап до информации од јавен карактер. Сепак,
транспарентноста со која се гордее компанијата најголем огласувач, ја снемува во истиот момент кога договорите за увозот треба да се објават или да се овозможи увид во нив како податоци од јавен карактер. Таква е вашата транспарентност. Што се случува после милионските тендери? Секако следува промена во сопствеништвото. Еве од Призма изјавија како тоа две микрокомпании формирани од како беше распишан тендерот, нели кај нас така се формираат компаниите, денес се распишува тендерот, утре е формирана компанијата, или утре ќе се формира компанијата, утре ќе се распише и тендерот. Спрема компанијата, така и тендерот. Значи станувало збор за две микрокомпании формирани откако се распишал тендерот. Немаат никакви податоци за контакт, ниту имаат канцеларии на двете скопски адреси што ги навеле како седишта. Во двете секако се јавува истиот косопственик, некој си тетовец, Алибер Ибраими. Ниту тој, ниту другите што биле вклучени во сопственичката структура не се познати во енергетската дејност. И не ни мора да бидат познати во енергетската дејност, доста е да и се познати на власта. Додека договорите се кријат, во мистериозните компании се менува сопствеништвото. Според податоците од Централниот регистар, кога се формирала компанијата Quantum Solutions на 31. март годинава, нејзин единствен сопственик и управител бил Алибер Ибраими, човек вклучен во повеќе компании што се занимаваат со живинарски бизнис во Полошкиот регион. Замислете, со живинарски фирми се занимавал човекот. Со живинарски бизнис. Ама ке тера енергетика, па ке тера. Ке се научи човек. Нема проблем. Не мора да има енергетика искуство. Има. Им треба на животните нели струја за да можат да се напијат вода. Веројатно, не се разбирам. Не е проблем, не се разбирам, ама утре можам да бидам и ја, еве. На тендер за енергетика да учествувам, зашто да не? Кога може Алибер, зашто да не можам и ја? Од 11. август, ко собственик, од 11. август, не, министре, не, никако, никако, не е во ред така, значи, ја, ова не е мој податок што сум го измислила, што сум го нашла во... Може да бил и Стојче. Значи, министре, не е важно. Колеги, се извинувам, колешки. Значи, ве замолувам да го задржиме нивото на дискусија и да бидете максимално концентрирани во тоа кое што го говорите тука на собранската говорница. Во ред. Благодарам. Не е во ред што ме прекинувате, ама неважно, ќе продолжам. Од 11. еве, бидејќи министерот реагираше, пошто спомнав Алибер Ибраими, сега ќе продолжам, за да не биде на етничка основа. Од 11. август, ко собственик станал извесен Лазар Кимов, за кого нема дури податоци, освен, значи нема никакви податоци, освен поврзаноста со оваа фирма. Втората фирма, Енергија X, Ибраими ја основа на 5. мај, заедно со скопјанката Ана Христовска. Воопшто не се битни имињата, битно е што се правело. На 22. август пак, местото на Христовска, како собственик и како управител, го превзема Ристо Чокрев, познат поранешен ракометар и спортски работник. Енергетика, спорт, живинарство, све и свашто освен енергетика. Чокрев не одговарал на повиците,
ниту на пораките. Ибраими се обиделе да го контактираат луѓето преку социјалните мрежи, но одговор нема. За Христовска и за Кимов, па нема ни податоци за контакт. И тоа е тоа што го говориме овде. Тоа е тоа зошто реагираме. И мора да реагираме. Вакви нешта не смеат да се случуваат во ек на економска криза. Никогаш не смеат да се случуваат, а камоли во ек на енергетска криза. Го донесовте стопанството и граѓаните во целосна несигурност. Од состојбата со недостаток, но и енормно висока цена на електричната енергија. Секој ден се затвараат компании со стотици вработени, бидејќи цената на електричната енергија е висока и нормално компаниите не можат да го издржат притисокот за да работат рентабилно. Доколку работеа со полн капацитет РЕК Битола и Осломеј, како и ТЕЦ Неготино, наредниве 3 месеци државата ќе заштедеше над 150 милиони евра. Да бевте способни, фирмите сега ќе плаќаа дупло поевтина електрична енергија. Граѓаните секој ден живеат во се поголема несигурност како ќе го поминат денот. И тоа треба да ве боли. И Ковачевски, исто како и министерот денес, тврди дека рестрикции на струја нема да има, но поскапување ќе има. Тој бил за нијанса поискрен. Не ја премолчал вистината и реалноста. 4 милиарди киловат часови струја оваа година, значи, треба да обезбеди ЕСМ за граѓаните да бидат сигурни дека ќе има непречена испорака на електрична енергија. Ако ова државата не успее да го направи од сопствените капацитети, ќе биде драматично. Воспротивно, ќе треба потребното количество да се купува по екстремно високи пазарни цени. За да се обезбеди потребното количество на струја, потребно е да бидат во функција сите електрани во земјава и тоа сите електрани во земјава да работат со полна пареја. А сведоци сме дека во последниве години, речиси секогаш, кога во текот на зимските месеци беа вклучени повеќето енергетски производствени капацитети, се случува хаварии и со денови дел од нив не функционира. За оваа година планираното зголемено производство од 25% во однос на ланската година би било реалност само ако не дојде до хаварија пред се во некој од блоковите во Битола. Да се молиме на Бога да не дојде до хаварија. Одиме понатаму. Имаме рекордно најниско производство на електрична енергија и поради тоа се случуваат загубите во елем, додека во исто време има огромни фиксни трошоци, токму заради погрешниот пристап на власта во енергетиката и заради тоа денес имаме повисока цена на електричната енергија и посиромашни граѓани. Се извинувам. Либерализацијата која што ја направивте доведе до ова денес повисока цена, да имаме повисока цена, посиромашно граѓанство и немаше потреба од либерализација и кога ја направивте, кажувавте приказни дека напуштате термоцентрали, дека ќе се фокусирате на гасни централи и обновливи извори на енергија, а втората фаза на ветерниот парк Богданци
веќе 5-та година не е завршена. Додека се правдавте дека има загуби заради тоа што сте ја продавале струјата на ЕВН под производствената цена, реалноста е дека производната цена зависи многу и од тоа колку сте произвеле, а се произведува историски најмалку досега. Затоа што во исто време, ако не произведете и продадете повеќе, имате огромни фиксни трошоци и загубите се огромни. На Елем загубите што му се случуваат токму заради овој проблем, затоа што производството падна на историски најниско ниво и во исто време има огромни фиксни трошоци. Елем има над 5 милиони евра месечен расход само за плата. И тој приход мора од некаде да се обезбеди. Требаше да се фокусирате, да го покренете производството, но гледаме дека тоа ниту се случува, ниту имаме најава дека ќе се случи. Колку сте заинтересирани за работа, покажавте уште првата година кога дојдовте на власт. Кога ја намаливте откривката на јаглен, го намаливте концептот на термоцентрали и сега, кога видовте криза, се враќате назад и баш заради тоа имаме проблеми. Ниеден рудник не може да започне за една година. Имате ли пресметка колкави се трошоците на ископ во однос на произведената електрична енергија во рек Битола? Дали тие растат или се намалуваат затоа што и покрај купената механизација надворешни фирми работат таму? Велите дека правите капитален ремонт, но ви се случува кушлус на блок 3 и никој не може да го констатира и има надвор од потреба блок скоро цела година. Воедно би ве запрашала на што се потрошени парите, каде се заминати 18 милиони евра за кои нема отчет. На официјалната страна на ЕСМ постои податок за 171 милион евра, кои ги имате добиено како се потрошени. Но, кога ќе се соберат официјалните математики, излегува дека давате отчет за само 152 милиони. Васко Ковачевски треба да каже каде се потрошени уште 18 милиони за кои не давате отчет. Точно е дека владата и представниците беа на состаноци, потпишаа меморандуми за снабдување со јаглен, мазут и струја, но реалноста е поинаква, бидејќи досега потпишан договор за снабдување со енергенси после месец октомври нема. А со тоа нема ниту стабилност за зимскиот период, како за граѓаните, така и за фирмите. Тоа значи дека ќе крпиме од ден за ден и таква ќе ни биде зимата. Доцниме со се. Ваквите средби владата требаше да ги има уште минатата година или најдоцна летото, а сега веќе да ни пристигнуваа камионите со јаглен и мазут. Ако предвидените количини не се ставени на хартија, тогаш ние имаме основана причина да се сомневаме и да речеме дека тоа се само празни зборови и она ваше познато ке
кое не знаеме кога ќе се случи и дали воопшто некогаш ќе се случи. Од досегашното искуство и пракса знаеме дека тоа ќе значи или еднакво на никогаш. Месец и пол Елем продава струја на неколку трговци по цена двојно пониска од берзанската, за потоа истите тие трговци да ја препродадат скапо со 60% маржа. Видете, 60% маржа. Маржа, кога ќе спомнам, ме подсетува на трговците. На истите трговци на кои маржата ги терате да биде нула и да работат за џабе, а да плаќаат огромни сметки. Елем овозможило скоро 1 милион евра профит на странски трговци. Па барем профитов дајте им го бар на домашни трговци, да не ни одат и тие пари во странство. Наместо таа струја сами да ја продадат по берзански цели или да ја дадат поевтино на стопанството кое мака мачи со скапата цена на струја. Стопанството кое го полни буџетот, стопанството кое ги згрижува вработените да не се на терет на државата, стопанството кое треба и мора да ни биде врвен приоритет. Но, заради неспособност, народот плаќа и 50% поскапа струја, а дуото Ковачевски при тоа кажа дека ќе има ново покачување од нова година. Во исто време, фирмите, кажав повеќе пати досега, плаќаат струја и до 800 евра за мегават час. Грижата, вашата грижа, резултираше со осиромашени граѓани и банкротирани фирми. И овде повторно ќе кажа. Ако ваква е вашата грижа, аман не се грижете воопшто. Одиме понатаму. Немачот како опозиција навистина не мачи недомакинското работење со продажбата на вишоците електрична енергија во ноќните часови. Лажни ви се тврдењата дека обезбедувате поголемо домашно производство на електрична енергија, а уште поголема лага е дека Социјалдемократскиот сојуз помага со субвенции на сметките на струја домашни фирми. Македонското стопанство, значи самото македонско стопанство, стопанствениците велат дека плаќаат цена на струја и до 800 евра за мегават час, а во исто време домакинствата плаќаат до 50% повисоки сметки за струја во споредба со лани. Наместо да помогнете, овозможувате профит на поединци кои што ви се блиски. Доколку домакински работеше владата, ќе се спречеше зголемувањето на цената на струјата и немаше да дојде до најавеното ново зголемување во декември. Заради ваквото работење, државните енергетски компании ни станаа загубари, а заради високите цени, граѓаните и стопанството ни се доведени до питачки стап. Состојбата со енергетиката во Македонија е катастрофална. Домашното производство на струја намалено, а неопходните количини граѓаните и стопанството го плаќаат скапо од увоз. Поради ваквото работење, како што кажав, сите трпиме, најмногу сиромашните граѓани. Овде ќе потенцирам дека најголемите грабежи во светската историја се буквално ништо во споредба со она што се случува кај нас.
ако имам време, после ќе ви ги потенцирам кои се тоа најголеми грабежи, кои што се ништо во споредба со грабежот на струја од 150 милиони евра, кој што ни се случува нас. И тоа во ова исклучително тешка година. Значи, лага беше кога кажавте дека нема да се почувствува енергетската криза. Еве ќе ве прашам, зошто тогаш поскапуваат цените на парното? Пред само 2 дена, како резултат. Значи, пред само некое време, Регулаторна комисија за енергетика, како резултат на неспособноста да обезбеди ефтин енергенс, ја зголеми цената на парното. Значи, и тука ќе имаме страшни проблеми, но нема да навлегувам во темата за парното, бидејќи тоа не е точка број 2. Ќе ја оставам за потоа. Ќе ви кажам само уште неколку работи кои што ме мачат. Значи, во услови кога граѓаните и бизнисот ги плаќаат овие загуби, граѓаните ја трпат штетата, трговци си заработуваат, стопанството ни е на колена. И, како да ви кажам, дека лажете. Ковачевски првин велеше дека за покривање на кризата за купување на струја ќе бидат потребни 150 милиони евра, за потоа да излезе со информација по состанокот кај Пендаровски и да тврди дека се потребни 300 милиони евра. Но повторно не ја говореше вистината, како каже. Не лажам само еднаш и сега втор пат, бидејќи кога ги прави пресметките, заборава на стопанството и на локалните самоуправи. И локалните самоуправи маки мачат, но ќе видиме на крајот кој од нас ќе излезе во право. Дали опозицијата, која тврди одговорно дека ќе имаме најтешка зима заради неспособноста на власта и дека освен енергетска ќе имаме и економска и финансиска криза, или представниците на власта кои не сакаат анкетна комисија, не сакаат јавно и транспарентно да се кажат како стојат работите, сето тоа времето ќе си го покаже. Да не должам многу, а има уште многу што да се говори, каде одат парите и зошто сме доведени до ситуација да ја продолжуваме енергетската криза. Овде ќе завршам со тоа што, ако до вчера велевме последниот нека го изгасни светлото, од утре мислам дека ќе немаме потреба од тој последен, затоа што светлото само по себе ќе се згасне. Ви благодарам.